Добро вечер, драги пријатели. Оние што спијат ќе посакам во сон. Значи, одамна се немаме дружено. Вечерва имам интересна тема, а тоа е Илон Маск и Трамп ќе распрачуваат ЕУ. Кина е преваспитува Јапонија. Значи, ќе почнеме прво од Илон Маск, кој Европската унија го казни со 120 милиона евра за наводно незаштитено. Он изјави дека Европската унија треба да се распадне и на секоја држава треба да се врати идентитетот или суверенитетот, како сакате кажете го. Тука го поддржа и Доналд Трамп, претседателот на САД, кој се сака кажа дека Европа нема демократија, особено кога се работи против американски технолошки компании. И исто така Трамп кажа дека Европа бесконечно без потреба го шири НАТО и се закани повторно воведување на поголеми царини, а со месеци се бореа за од 15%, но исто така им кажа дека нема да добиваат многу обавештајни податоци и ако сакат војна со Русија, нека се подготвуваат сами. Само за потсетување, драги пријатели, многу од вас не знаат дека Втората светска војна Америка не беше војна со Русија, напротив, и помагаше, поточно ги снабдуваше со храна и оружје до некаде. Тој долг на крајот успеа Путин да го доисплати. Значи, долго време Русија плаќаше или СССР долг кон Америка, долговите не се враќаат, не се простуваат, пардон. И Трамп буквално се откажа од Украина, поточно ја препушти на Русија, или не на Русија, пардон, на Европа, а Европа не могна, бидејќи целата е во еден колапс или економски зборам, во една рецесија. Па и Америка е најзадолжена земја, тамо скоро 1/3 од од државите се во рецесија. Само за илустрација имаат околу 38 илјади милиарди, долг, а Франција има околу 4,116, Германија веќе трета година во рецесија, а сака да се милитаризира, има околу 240 војска. Тоа е по завршување на Јалта договор, нешто повеќе од тоа, а во статут на Обединетите нации посла 3 члена, 57, не знам кои два беа, дека било кој од тие земји што изгубија војна, ако почнат да се милитаризираат, може да ги нападат. Така што Кина, например, се закани на Јапонија по изјавата на министерката за одбрана на Јапонија дека ќе распоредат војска околу Тајван, дека ќе го приминат членовите од Обединетите нации, а исто така Германија се подготвува од 240, што е по завршувањето на Втората светска војна и беше определено, доди на 450.000 војници, кој што има и Турција во моментот. Значи, во тој случај Русија може слободно да ја нападне Германија, бидејќи она е кон нацизмот тамо. И до некаде го слушав од Конгресот што беше на ВМРО, управо се во една работа, дека војската во Македонија мора да се зајакне, да се купат нови системи и најмногу да сметаме на сопствена одбрана, никош не треба да се смета дека некој ќе те брани. Јас само за потсетување ќе ви кажам, Македонија пред да влезе во НАТО, Лавров, кој е министер за надворешни работи на Русија,
Убаво кажат уште тогаш, ама никој не го послуша. Македонија не треба да влегува во ниеден сојуз. Македонците се добри борци, доволно само да набават посовремено оружје и да го воведат војниот рок. Кој ќе се земе Западот, они прво нема доминицијално население веќе. Гледате ги репрезентациите на Англија, на Германија, се ќе биде јасно, азијци и црнци се повеќе отколку доминицијално население. И добра е одлука на владата што се уште не треба да се менја уставот, бидејќи ја кажав, ако ме следите подолго време, уште пред 3 години кажав, со 2025 почнува распадот на ЕУ и НАТО, тоа се гледа. И до 2027 година Украина ќе заврши, Украина исцрпува. Украина прво више нема војска, сега регрутира луѓе над 50 години, старци со 7 дена, само на фронт, со обука и 7 дена на фронт. Иначе, како ви кажав дека со Украина не владат украинци, Зеленски е евреин, Јермак е татари и сирски нормално е руси. И сега почна и Азалужни, кој беше добар генерал е во Англија, го чува таму. И Зеленски негова оставка не оставка, замена на Јермак, кој ми беше главен преговарач за сите овие работи, а Путин полека, Трамп полека се скачува од Зеленски, а Зеленски реков, работи за двете страни, и он беше избран во Украина со руски гласови. Значи мора да одработи, а војната во Украина ќе заврши кога Одеса ќе падне. И затоа Трамп сега се сврти кон Средна и Јужна Америка, кон Венецуела најбогата, мислам, со нафта. Со злато мислам дека е седна и така натаму. Значи не е прашање друга, она кај нема тоа, но Венецуела има земја над 30 милиона, има и доста војска, има наоружување и руско и кинеско, таму има многу кинески компании. И не знам дали би се усудил Трамп да влезе копнено, можно да бомбардира, ама таму има ПВО системи. И кој знае како наоружување добиле и од русите и од кинезите. Значи, полека јавно што зборам, се воведува нова подела на светот, но овој пат нема да биде на 3 дела, ќе биде на 4. Тоа ќе биде Кина, Индија, Русија и САД. И секој полека го одбира своите сфери на интерес. Европа па и Македонија ќе дојде под руско. А западниот и католичко дел од Европа ќе биде под американско влијание. Единствено Европа, ако не се усуди да влезе со Украина, кој што Макрон се заканува, он отиде во Кина, дојде таму шлаканици неколку. Го уценувал кинескиот Си Џинпинг, мислам председател на Кина Си Џинпинг, дека ќе зголеми царини и така натаму. Тоа е смешно. И му наредувал да не купува од Русија плин и газ. Плин и газ, пардон. Нафта и газ. Само смешно. Таму да бил неколку шлаканици, не политички зборам. Они се предолжени, околу 4.000 милиарди. Франција дојде дали втора и трета, зависи како тоа место делат со Германија. Толку за вечера, значи, интересен период пред нас. Инаку, јас сум, мене ме праша владата,
да се воведе повторно воениот рок и полека Македонија да почнува да се ндружува. Значи не може да чека никош од никого. Тоа се покажа и во Втората светска војна. И една војна сила не дојде да ни помогне. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ. Оние што имаат желба да ме следат, може да ме следат на Инстаграм и на TikTok, но на YouTube треба да присат на копчето subscribe или претплати се бесплатно е. Добра ноќ со Македонија и со затоа